крај со крај, и со пензии, и со плати, и со се нешто. Знаеме дека платите се мали, дека не стигаат. Впрочем, па и да се изгуби таа класа на средни луѓе сега, има или богати или сиромашни. Што вие како демократи би направиле за да се подобри оваа средна класа, да се врати? Претходно кажав, број 1 да работи, под број 1 ги ставам, е да се уништи овој политички, стопански криминал, митото и корупцијата. Огромна сума на пари секоја година се крадат од буџетот. Тие пари може да одат да се инвестираат во економијата. Економијата е двигател на се. Покрај што зборувам против криминалот, корупцијата и така натаму, мораш да се бориш ригорозно. Значи, без вложување, спомнав, ние велиме повеќе време, повеќе години. Од буџетот одвојуваш минимум 2 милиарди евра. Ги инвестираш сега, одма почнуваш, си правиш анализа, има експерти, домашни, има странски експерти, го пратиш како дипломиран економиста пазаро, гледаш што може да се произведува, не можеш нормално да произведуваш авиони и коли, не можеме најсовремени ракети, борбени авиони и бродови, бидејќи тоа не можеме, но можеме да отвориме фабрики, како што кажав, земјоделски фабрики, мини фабрики, да имаме едно печејесен из Македонија, каде што ќе вработуваме луѓе и све, нема ништо да се фрла. Ништо од дали е овош, зеленчук, млеко и така натаму. Ништо. Све ќе се преработува за домашниот пазар и малце што ќе остане за извоз. Да земиме, мораме електрани итно на обновлива енергија, вода, хидроелектрани не загадуваат. Значи ние мораме да одиме како свето се движи. Еве, ѓубре имаме проблеми огромни. Во Битола сакаат да ни изградат регионална депонија, каде што 18 општини од Македонија ќе ни носат ѓубре, како да не е доволно рек Битола, најголемиот произведувач на струја во Македонија, 75% од струјата произведува, и не труја со најнеквалитетен јаглен со горува, лигнит, и фрлаат мазут и што не таму, само да се одржува рек, да функционира за да можат властите да плачкаат, река е златна кокошка на секој кој ќе дојде на власт, огромна сума на пари, кузне колку милиарди евра се украдени во овие последни 50 години, поточно постоење на рек Битола, и сега ќе ни градат. И сега јас би рекол, еве ти како може, значи во секоја поголема општина треба да се изградат фабрики за ѓубрето. Од тие фабрики има нови технологии, може да се произведува струја, значи ѓубрето да се користи, вода, тули и други производи, као од пластиката и дури асфалт. Значи, ние, за жал, мора да инвестираме голема сума на пари, за да можеме да ги вработиме нашите луѓе, за да можеме да произведуваме, бидејќи не постои земја во свет што оди напред, ништо не произведува, само троши. Тоа е како дупка без дно. Так. Значи, ние фактички економијата, ако ја зајачиме, ќе ги задржиме младите. Ќе може да му платиме не 1000 евра трче. Ја зборувам за денес 1000 евра. Многу повеќе. Зошто младите, ако некој е инженер или некој е бравар или водовоđија, би отишол во странство, ако тука може да заработи 2-3 евра. Ако еден обичен работи кој што чисти низ фабриката заработува минимум плата од 1000 евра. И плюс си е дома. И плюс. Да, си е дома. Да не зборуваме кирите поскапи, живото поскап. Добро, таму земаат повеќе. Да не зборуваме дека нивните градови се почисти и дишат почист воздух. Да не зборуваме дека нивните градови се поубави, имаат поубави тротоари, патишта, паркинзи. Овде коли, точаци, велосипеди, пешки ќе си спотепаме по лиците по градовите. Она ѓубре, она само за очи да го гледаш е депресивно. Значи ти одиш во некој град кај што е средено све со паркови, со зеленило, со тротоари, се знае кај се паркираат колите. Ние кој ќе одам јас, да, не е бито во кој град. Нерви да искиниш. Бараш 10, 20, 30 минути паркинг. Не во Скопје сме. Ајде, кажи ми сега, ќе одиме со колата во центар, кај ќе паркираме? Никаде. Тоа е, значи, нема друго, само спасе инвестирање, отварање фирми, фабрики, електрани, вработување на луѓето и луѓето да бидат платени, а не да ги експлотираме.
и да живеат на 24 и 300 дена.